Добро вечер, драги приятели, кои што видив од сега понатаму моите анализи, дали геополитика, домашна политика, како и неделните хороскопи, ќе бидат во живо, значи со видео. Добро, право ќе биде снимено, можеби нема да е во живо. Значи, оние што има желба да ги следат моите анализи, како и неделниот хороскоп, треба на YouTube да притиснат на копчето subscribe или претплати се и нормално кој се допаѓа анализата или неделниот хороскоп да стават лайк. Значи, вечерва ќе почнеме, кој што ред од првиот зодиачки знак, тоа е од Овенот. Треба да се напомене дека од денес ке сонцето помина во Јарец, значи доаѓа нивната доминација. А кај Овенот тоа е 10-та куќа, куќа на кариера, но прво да почнеме од емотивно поле. Кај Овенот сабота, недела и понеделник месечина ќе транзитира низ нивната 6-та куќа, тоа е куќа на работа и здравје. Значи, емоциите повеќе ќе бидат насочени кон работата, што значи дека врските што ќе воспитуваат повеќе ќе бидат на деловно поле отколку на емотивно. Во вторник и среда и предстои полни промени на емотивно поле. Ќе дојде до ренесанса во односот со партнерот, ќе се зголеми популарност кај противниот пол, а веќе четврток и петок не и се полни на емотивно поле, збораме сега, значи за Овенот, ќе доживеат многу блокади и пречки, кои може да бидат проследени со љубовни и посилни сцени. Како што реков во почетокот, сега сонцето е во Јарец, тоа е 10-та куќа кај обновите, значи обновите влегуваат во одличен период кој е прошен кариерата и работата, ќе се даде можност да напредуват, да дојдат до раководно место, нема да трпат подредена улога. Значи овој период, да влегуваат период кој е полно да сменат фирмата или работното место, но и за започнување на собствен бизнис. Инаку и ова недела обновите треба да обрнат внимание во односот со партнерот и децата, може се чести конфликти, ќе бидат склони можеби кон коцка, што треба да избегнуваат. А вториот зодиачки знак, драги пријатели, е, кој што знаеме, бикот. Кај него сабота, недела и понеделник месечина ќе транзитира нивна 5-та куќа, тоа е куќа на љубов, деца, сексуални игри. Значи, може да очекуваат полни промени, ренесанса во односот со партнерот и децата. Во вторник и среда, месечина ќе транзитира нивна 6-та куќа, тоа е куќа на работа, што значи врските што ќе воспостават повеќе ќе бидат на деловна основа, а емоциите ќе бидат насочени кон настаните на деловно поле или на работата. И во четврток и петок може да очекуваат полни промени на емотивно поле, ќе дојде до ренесанса во односот со партнерот, ќе се зголеми популарност кај противниот пол. Блокадите и пречките биковите што ги имаат на се надминаци, сега сонцето во нивна 9-та куќа, значи оптимизмот и се враќа, влегуваат во поголем период за работа со странство, за патување, ќе покажат и поголем интерес кон страната религија и филозофија. Они, поточно биковите, треба да обрнат внимание во однос со домашните, ќе бидат исклони кон повреди во домот, може да се конфликти во домот. А следниот зодиачки знак, тоа се близнаците. Кај нив месечина, значи за време на викендот, сабота, недела и понеделник, во нивна 4-та куќа, тоа е во домот. Значи, емоциите ќе бидат насочени кон домот и може да очекуваат поддршка од домашните и од родителите. Во вторник и среда може да очекуваат промени на емотивно поле, емоциите ќе бидат насочени кон партнерот и децата, ќе дојде до ренесанса во односот со нив, и во четврток и петок емоциите ќе бидат насочени кон работата, кон настаните на деловно поле, што врските што ги воспоставуваат повеќе ќе бидат на деловна основа отколку на емотивна.
Близнаците влегуваат во еден период на блокади и пречки и треба да обрнат внимание на финансиите и на здравјето. Особено треба да обрнат внимание во рукувањето со туѓите пари, позајмиците и кредитите. Исто така и ова недела близнаците треба да обрнат внимание во однос со поблиските роднини и на комуникациите ќе бидат склони кон конфликти. Следниот зодиачки знак тоа е ракот. Кај него сабота и недела емоциите ќе бидат насочени кон роднините, кон другарите од нив може да добијат и поддршка на емотивно поле, ќе бидат склони кон кратки брзи врски кон заљубување. Во вторник и среда емоциите ќе им бидат насочени кон домот и домашните, од родителите и домашните може да очекуваат поголема поддршка. А веќе во четврток и петок ќе дојде до полни промени на емотивно поле кај раковите, ќе дојде до ренесанса во односот со партнерот и децата. Раковите влегуваат во период кога популарноста ќе се зголеми, ќе бидат во центар на многу настани, некои ракови може да се појават и во медумите. Ова е период и поволен за започнување или расчистување на судски спорови. А раковите треба да обрнат внимание на финансиите ова недела, ќе бидат склони кон прекомерно трошење на пари, а не е исклучено и да имат конфликт на финансиска основа. Следниот зодиачки знак тоа е лавот. Кај него сабота и недела и понеделник нормално, месечен ќе биде во нивно второ поле, тоа е поле на пари и материјални работи, што зборува дека ќе бидат насочени кон парите и материјалните работи и нивните емоции и врските што ќе воспоставуваат повеќе ќе бидат на материјална отколку на емотивна основа. Во вторник и среда лавовите може да очекуваат поддршка од другите на емотивно поле, ќе бидат склони кон кратки врски, кон заљубување, а веќе во четврток и петок емоциите ќе бидат насочени кон домот, кон настаните во домот. Тоа се денови или потро четврток и петок денови кога лововите може да очекуваат поддршка од домашните и родителите на емотивно поле. А лововите влегуваат во одличен период кој е опрашање работата, бидејќи сонцето ќе почне да транзитира на едина шеста куќа, тоа е куќа на работа и здравје. Значи ќе се почувства нивната доминација во однос на колегите, полно и за почување на собствен бизнис, како и за промена на работното место или фирмата. Лавовите треба да обрнат внимание, малку ќе бидат понервозни оваа недела, ќе бидат склони кон конфликти, но и кон повреди, така да треба да ги избегнува сите конфликти што е можно повеќе. Следниот зодиачки знак, драги пријатели, тоа е девицава. Кај неа во сабота, недела и понеделник, месечината ќе транзитира на единиот знак, значи ќе бидат полни со емоции, склони кон чести промени на расположението и да во зависност како се чувствуваат, така и одлуките ќе ги донесуваат. Во вторник и среда емоциите ќе бидат насочени кон парите и материјалните работи, што значи врските што ќе ги воспоставуваат повеќе ќе бидат на материјална отколку на емотивна основа. И четврток и петок може да очекуваат поголема поддршка од домашните, од поблиските роднини и другарите на емотивно поле, но и тоа период кога ќе бидат склони кон кратки, брзи врски, заљубување и така натаму. Девиците влегуваат во добар период, која е прашање љубовта. Преку партнерот децата ќе доживеат голема радост, значи сонце ќе транзитира на едина пета куќа, тоа куќа на љубов, деца се исказани игри. Препорачувам на девици да почнат да ги играат игрите на среќа редовно, еден месец, бидејќи може и поголема добивка, пета поле рековме и поле на хазарни игри. Девиците треба да обрнат оваа недела внимание во односот со соседите, ќе бидат склони кон конфликти и повреди и имунитетот на организмот ќе биде намален. Следниот зодиачки знак, драги пријатели, е Терезијата.
Кај ни сабота е и понеделник, ние се полни на емотивно поле. Месечен ќе транзитира низ 12 куќа, тоа е куќа на подсвест, болници и затвори, што зборува дека ќе бидат поддепресивни, а ободносите ќе бидат склони кон љубомора и посесивност. Во вторник и среда и се враќа расположението, ќе бидат полни со емоции, склони кон чести промени на расположението. И во зависност како ќе се чувствуват, така и одлуките ќе донесуват, а веќе во четврток и петок емоциите ќе бидат насочени кон парите и материјалните работи, со што врските што ќе го воспостават повеќе бидат на материјална отколку на емотивна основа. Терезиите влегуваат во поголем период кој го прашаја семејни бизнис, може да очекуваат поголема поддршка од родителите и домашните. Значи, овој период кој е поволно за семејен бизнис да работа со нижни тргови и услужни дејности. Ова недела треба да обрнат внимание во односот на своите политички активности. Терезиите, како во односот со пријателите, може се чести конфликти, па и раскина некое старо пријателство. Следниот зодиачки знак, тоа е Шкорпијата. Кај ни по сабота, недела и понеделник, месечина ќе транзитира низ 11 куќа, тоа е куќа на пријатели, политички издрженија. Значи може да очекуваат поголема поддршка од пријателите на емотивно поле, кои ќе се обидат да влијаат врз одлуките, мислам, што ќе донесуваат на емотивно поле. Во вторник и среда за Шкорпиите не е поволно, месечен ќе биде во нивна на 12 куќа, тоа е куќа на подсвест, болници и затвори, значи ќе бидат поддепресивни и ќе следат љубоморни и посилни сцени. Полни промени на емотивно поле може да очекуваат во четврток и петок, кога расположението се враќа. Месечен ќе биде во нивна прва куќа или во нивниот знак, што значи дека ќе бидат полни со емоции, склони кон чести промени на расположението и во зависност како се чувствуват, така и одлуките ќе донесуваат. Шкорпиите влегуваат во период кога комуникативноста ќе се изголеми, кога ќе може да очекуваат поддршка од поблиските родини и другарите, со што овој период е и добар за трговија. Шкорпиите треба да обрнат внимание во односот со колегите и претпоставените, значи на кариерата. Марс и ова недела е ретрограден во нивна 10 куќа, може са конфликти и не е поволно за промена на работно место или фирма, нити па за започнување на собствен бизнис. Следниот зодиачки знак, тоа е Стрелецот. Кај Стрелецот, сабота и недела, месечина и понеделник, месечен ќе транзитира низ на 10 куќата, куќа на кариера, што зборува дека емоциите најмногу ќе се бидат насочени кон работата и кариерата, кон настаните на делно поле, може некоја кратка врска со некого на работа. Значи, врските што ги воссоставуваат стрелците во сабота на понеделник, повеќе бидат на поради статус отколку од емоции. Во вторник и среда може да очекуваат поддршка од пријателите на емотивно поле и да влијаат врз одлуките што ги донесуваат, мислам, нивните пријатели, а стрелците што донесуваат, нели? И во четврток и петок не е поволно на емотивно поле, бидејќи месечен ќе биде во нивно 12 куќата, куќа на подсвест, болници и затвори, а тоа зборува дека ќе следи депресивност, чувство на несаканост, проследено со љубовни и посилни сцени. Стрелците влегуваат во одличен период кога се во прашање парите и финансиите. Сонцето почнува да транзитира низ нивна втора куќа, тоа е куќа на пари и материјални работи. Значи ќе се зголеми печалбата, ќе може да дојде до повеќе пари. Влегуваат во период кој е поволно за инвестиции и вложување, бидејќи вложеното ќе се врати повеќекратно. Стрелците ова недела треба да обрнат внимание во односот со странците, како на долгите патување, може да се конфликти и не е полно за заминување надвор од земјата. Следниот зодиачки знак е Јанецот, кој што ви кажав, драги пријатели, уште на почетокот,
Ова е период кога сонцето почна да транзитира низ јарецот, значи доаѓа до нивна доминација. Инаку во сабота, недела и понеделник, кај јарците може да очекуваат, како да кажам, докато ќе биде исполнет со емоции, но и со авантуризм, значи како кратка авантура или врска со странеци или лично со друга лига, или странки, како сакате. Во вторник и среда емоциите ќе бидат насочени кон работата и кариерата, кон настаните на делно поле. Значи врските што ќе ги воспитуваат повеќе бидат по статуско код емоции. И во четврток и петок емоциите на емотивно поле, мислам може да очекуваат поддршка од пријателите кои ќе се обидат и да влијаат врз одлуките што ги донесуваат на емотивно поле. Кажав, недели почетокот, дојде 5 минути на јарецот, а сонцето трансфира ледивиот знак, што значи ќе дојде до доминација, односно странаци знаци, ќе се најдат на прагот на многу нови почетоци и нема да трпат и толерат улога некаде кај што ќе бидат во втор план. Иначе, јарците треба да обрнат внимание на финансиите на здравјето, може се и чести главоболки и склоност кон повреди. А следниот знак или претпоследен знак, тоа е водолијата. Кај неа сабота, недела и понеделник не се поволни, бидејќи месечина ќе транзитира низ нивна 8 куќата, куќа на блокади и пречки. Значи ќе чувствува доста блокади на емотивно поле, кои може да бидат проследени со љубоморни и пасивни сцени. Во вторник и среда, кај водолиите расположението се враќа, докато ќе биде исполнет со емоции, но и со авантуризам, вклучува нека кратка авантура. И во четврток и петок емоциите ќе бидат насочени кон работата и кариерата, значи кон настаните на делно поле, врските што ќе воспостават повеќе ќе бидат на емоции, поради статус околу на емотивна основа. Водолиите влегуваат во неповолен период, сонце ќе транзитира низ нивна 12-та куќата, куќа на подсвет, болници и затвори, значи ќе недостава со енергија, потешко ќе ги завршуваат работите. Инаку треба во ова недела водолиите треба да обрнат внимание во односот со партнерот, можни со чести конфликти, и ако имаат судски спорови треба да се обрне поголемо внимание. Не е полно да започнуваат или да завршуваат судски спорови. И, драги пријатели, останува уште еден зодиачки знак, тоа се рибите. Кај ни сабота, недела и понеделник е поволно на емотивно поле, ќе доживеат ренесанса во односот со партнерот, ќе се зголеми популарноста кај спротивниот пол. Но затоа вторник и среда не и се поволни. Тоа е период кога месечен ќе биде во нивно 8 поле, поле на блокади и пречки, и може да дојде до проблеми со партнерот, да ги проследени со љубоморни и пасивни сцени, мислам. А веќе во четврток и петок расположението се враќа, потврдувам, оптимизмот на делно поле, докато ќе биде пол со оптимизам, но и со емоции, со оптимизам, но и со авантуристички дух и може нека кратка врска или авантура со некој странец или личност со друга религија. Кај рибите, ова е период кога можат да очекуваат поддршка од пријателите, особено од влијателните пријатели. Значи ќе се полесно ќе завршуваат работи, ќе се отворат многу врати кои за нив беа затворени. Ова е период кога најмногу ќе приликува политиката и современите технички средства. Иначе рибите треба да обрнат внимание во односот со колегите, со работниците на работа, може се чести конфликти,
па и склоност кон повреди на работа. Драги пријатели, ово беше се за неделниот хороскоп. Кој што ви реков на почеток, оние што имаат желба да ги следат моите анализи како и неделни хороскопи, треба на YouTube да притиснат на копче subscribe или препфати се, а на Instagram да ме следат. Ви посакувам убав викенд, со Создател и Македонија пред се напред.